Добре дојде за Петар Матовиќ од Србија. Добре дојде на фестивалот Букстар и да речеме промоцијата на твојата книга на македонски јазик од Срекната република во издание на Антолог. Добар дан, да. Како sad da kažem, da poželim dobar dan svim onima koji nas gledaju online. Nekako čini mi se da nismo navikli na ove susrete, ali da je to nešto što će se u budućem vremenu odvijati. U svakom slučaju, meni je izuzetno drago što sam čak i na ovaj način negde prisutan na ovom festivalu. Iznad svega da se zahvalim i antologu i prevodioci Nikoli Madžirovu za priliku da se pojavim na jednom drugom jeziku i to na makedonskom jeziku. Благодарам, Петар. Благодарности до Антолог, секако до тебе за пишувањето и на Традуќе за поддршката на преводот. Секако не сме свикнати да ја делиме самотијата, а сега мораме тоа да го сториме од собата која вообичаено е место на пишување. Меѓутоа, ќе искористиме оваа двојна соба да ја умножиме осаменоста на најубав можен начин. За присутните на фестивалот да прочитам дека Петар Матовиќ е роден 1978 година во Ужице, а студиите за српска книжевност ги завршил во Белград. Пишува поезија, есеи, објавува во периодиката и застапен е во повеќе антологии во Србија и во странство, а песните му се преведувани на полски, англиски, германски, шведски, француски, италијански, шпански, каталонски, португалски, летонски, галициски, романски, словенечки, словачки, унгарски, еве сега и на македонски јазик. Автор е на збирките поезија Камерни парчиња 1996 година, Куферите на Джим Џармуш 2009 година. Книгата се има појавено исто така и во Полска 2001 година и во Шпанија 2013 година. Друга книга е Од каде доаѓаат дабрите 2013 година, објавената од Срекната република 2017 и исто така едно издание на збирка песни Не лептупу морфиум, тоа се избрани песни во Загреб 2019 година. Да напоменеме дека македонското издание од Срекната република исто така избрани песни. И благодарност до Петар што ни испрати и необјавени песни за во оваа прилика. Добитник е на стипендијата Гауде Полонија во Полска 2013 година, стипендијата на Балтичкиот центар за писатели и преведувачи во Шведска 2015, Традуки во Сплит 2016, Култур Контакт во Виена 2017 година и Q21 во Виена 2017. Учесник е на бројни меѓународни поетски фестивали и добитник е на наградата Трети трг за Куферите на Джим Џармуш и Бранко Милковиќ за збирката песни од Срекната република. Петар живее во Пожега и сега го имаме од Пожега. А првата песна ќе ја почнеме со преместувањето надвор од сите безбедносни татковини. Egzodus. Ništa ne može da utihne pod svodom ove stanice. Ni raspali ventilatori, ni grozomorni lepet slomljenih krila, ni glas spikera kroz probijajuće zvučnike, ni osipanje grafema na infotablama. Kofer me nosi ka peronima, traženju kompozicije za mali lični egzodus. Možda će i ovi glasovi iza ostati kao ona sećanja na šum mora kad gubi turiste koncem sezone. Veter valja suncobran po pesku, po peni talasa zaostalih iza belutaka. I nevidljivi akvareliste je tu za razlivanje bure, da se umekšaju linije razdvajanja. I to je tek trenutak koji me odlači od sebe, od traume odlaska zatočene u neprimetni opstanak.
Koferi će dobiti nalepnicu još jedne destinacije. Makar kratko, postaću nešto dobro, poput samoće fara lokomotive kroz otuđene klance. Egzodus. Ništo ne može da stivne pod svodот на оваа станица, ни разпаднатите вентилатори, ни грозоморниот трепет на скршените крила, ниту гласот на спикерот низ продорните звучници, ни осипувањето на графемите врз инфотабелите. Куферот ме носи кон пероните, кон барањето композиција за мал, личен екзодус. Може би и овие гласови одзеви ќе останат како сеќавањата на шумот на морето која ги губи туристите на крајот од сезоната. Ветерот тркала сонцобран врз песокот, врз пената од брановите што заостануваат зад белутраците. И невидливиот акварелист е тука, за разлевање на бурата, да ги омекне линиите на раздвојување. И тоа е само миг што ме одвлекува од себе, од траумите на заминувањето заробени во незабележливиот обстанок. Куферите ќе добијат налепница на уште една дестинација. Барем за кратко, ќе станам нешто добро, како осаменоста на фаровите од локомотивата низ отуѓените клисури. Петар, дали го гледаш ова отуѓување од светот како екзодус во овој миг? Ja mislim da sad je svet napravio jedan veliki egzodus u svoje. To mi je ono što je negde najinteresantnije u ovom trenutku, naravno to da ne shvatimo bez ironije. Ja mislim da je neminovno da čovjek razmišlja o tom nekom egzodusu, o begu zapravo iz neke svoje domicilne sredine, ali taj odlazak je uvek zapravo traumatičan, zato i on taj jedan, zato koristim izraz egzodus, da bih povezao malo sa tim biblijskim traumatičnim egzodusom. Čovjek nikada ne može da pobegne. Onog trenutka kada on krene da beži, ne beži od mesta, ne beži od svoje porodice, one primarne, ne beži dakle iz svog nekog zavičajnog doma, on uvek pokušava da pobegne od sebe. Upravo zbog toga je svaki taj odlazak velika trauma. Recimo uvek to pamtim, tamo negde na kraju srednje škole, svi iz manjih gradova u Srbiji kao po nekoj navici hrle za Beograd, ali Beograd je negde zaista veliki egzil. Ljudi koji mogu da se snađaju u svojim prirodnim sredinama, odlazili su tamo da se uklone od svega onoga što nosi na svojim plećima, što nosi na svojim leđima, a što im nije toliko, a sad čim nikako ne mogu da razreše neke odnose, funkcionisanje u sredinu, i to je teret koji neprestano ostaje. I on može da bude samo trenutno negde zamaskiran, zato se negde čovek na kraju, kada osjeti da mu se približava kraj, toliko želi da se vrati u ono odakle je pobegao, a zapravo ne toliko u taj zavičajni dom koliko želi da se vrati u sebe samog. I upravo taj jedan izlazak i povratak je uvek vezan za sopstvo. Да. Дали сметаш дека припадноста е прашање сепак на насеќавање, па дури припадноста во самиот јазик? Дали пишувањето го гледаш како еден чин на враќање на почетокот на нештата, кон тишината или пак кон изворноста на бегството?
Tako je, kada govorimo baš o tom činu pisanja, pazite, prvo, pisati danas, naročito poeziju, u vreme kada prisustujemo, dakle, toj nekoj promjeni matrice kulture, mi zbog ovih interneta, društvenih mreža i tako dalje, mi kao da prelazimo sa te neke verbalne, bilo pisane ili usmene kulture na zapravo na jednu slikovnu kulturu. To je ono što je neminovno što nam se dešava i u ovakvom jednom vremenu pisati poeziju, dakle u vremenu koje je definitivno pod velikim pečatom neoliberalnog kapitalizma, da sve ima svoju vrednost i onda se pojavljuju neki mladi ljudi, a čini mi se da ih je sve više, što je jedno veliko čudo, koji žele da se ostvare u jeziku. I onda, zar to nije malo danas autistično? Mislim, ako neko hoće novac, postane bankar, ako hoće moć, naravno političar, ako hoće nešto drugo, nešto treće, onda ode u to treće. I onda zaista danas baviti se ovako nečim, na prvi pogled zaista izgleda kao da je autistično. Ali ako pogledam recimo šta je to što meni lično pisanje pruža. Nikada se nisam osjetio samom sebi nekako vredan, da se tako izrazim, osim u pisanju. Najveći stepen sreće sam osjetio upravo u tom činu pisanja. Sve ono što sledi posle toga, objavljivanje pesme, izlazak knjige u štampu, kontakt sa publikom, zapravo je jedna posledica toga. I ako pogledam zašto zaista pišem, jeste da bih bio zadovoljan, da bih osjetio sreću, da bih se osjetio vredan. I zašto baš reči? Ne znam, možda je to sticajem okolnosti nekih životnih, ali reč i dalje ima tu magijsku vrednost. Reč je upravo ono što čoveka oporavlja. Ako je nekada sveštenik bio taj koji je primao tajnu ispovesti i pomagao ljudima da svoju duševnu bol prevaziđu, danas to su svakako psihoterapeuti, ali u suštini je, dakle, bez obzira o kom vremenu mi pričamo, u suštini je poruka, u suštini je komuniciranju i suština je u tome da se rečima može razrešiti neka duševna tegoba. I to je izgleda jedna toliko već stara tehnika koja traje, evo i bez obzira na sve ove tehnološke napretke, na promjene u sistemu vrednosti, to je ono što ne prolazi u nama. Mi tražimo uporno. Skoro negde mi jedan prijatelj iz detinjstva koji je danas jako uspešan bankar rekao onako posla u poruci, naravno sve mora da bude instant i jako brzo, kaže, ajde pošalji mi neku dobru pesmu, bilo kog pesnika, samo da je dobra, treba mi. Ja sam se tu malo začudio u trenutku, mislim, njemu poezija, čovjek koji je već se ostvario kao jedan od najuspešnijih bankara u ovim krajevima, ima ono što, eto, malo ko zapravo ima, možda jedno ovi političari imaju više od njega, ali, eto, trebaju mu reči da mu daju jedan emotivno vredan trenutak. I ono što je meni još važno zapravo u celoj toj priči oko pisanja i oko reči, taj povratak, to osjećanje sreće, to jeste onda neka vrsta povratka u raj. Mi kad uvek govorimo o raju, mi govorimo zapravo o nekom mitskom prostoru gdje će čovjek da bude onako blažen, srećan, bit će zadovoljan, osjeća se vrednim. To je ono što, recimo, konkretno meni te reči daju. Na kraju krajeva, ono što je mnogo važnije od čina pisanja,
to jeste taj čin čitanja. I upravo knjige dobrih pisaca čine jednu jako dobru stvar. Čine me živi. Uz te knjige, uz te romane, uz te priče, uz te pesme, nekako mi je svakodnevica onda življa, više je doživljena, ima više emocija. Vreme u kojem živimo je suviše brzo i onda nemamo dovoljno vremena ni da obradimo te utiske, ni da ih emotivno proživimo. Znate kako je ono, verovatno taj neki, evo ja ću sad da se poslužim malo ironijom, pa da kažem da je taj čovjek koji danas radi u nekoj korporaciji zapravo taj korporativni lirski subjekt, ali on dnevno živi 2-3 pada berzanskih indeksa, neki slom tržišta, nagli skok cene nafte ili nagli pad i tako dalje. Treba to preživjeti, sve te uspehe i neuspehe, i onda dođete kući posle svega toga i nemate vremena. I onda mi taj prijatelj traži usput posle jednog takvog napornog dana, traži mi, šalji mi neku dobru pesmu. Da. I ko je to, ta vrsta proživljenosti, dubine emocije koje čovjek proživi uz to jedno kvalitetno umetničko verbalno delo, to je ono što nas negde osvežava i što nas leči u ovom vremenu. I to su ti razlozi koji su za mene, eto, ta vrsta jednog srećnog egzodusa koji mi se dešava svaki dan kada zatvorim ovom svetu vrata i posjetim se tom činu pisanja. Da. Od една страна, токму наспроти таа акумулација на материјалната безбедност, секогаш човек бара градење на емотивната безбедност од друга страна. А тоа поезијата може да го дозволи. Може би во случајот на Т.С. Елиот, тие две работи се соединиле во една точка, така што тој сами од себе си бил доволен и за градење на двата, да речеме, дзида, невидливи дзида на присуството. Кога зборуваше за зборовите и потребата од тие зборови да не направат среќни, моментот кога всушност преку зборови се материализира нашето искуство без оглед, што може би нема никакви физички докази за тоа. Се сетив во текстот на Чарлс Симидж, кој напишан за Луис Глик, годинешната добитничка на Нобеловата награда. Во 2006 година тој напиша еден текст за низината поезија во кој пишува за дека има нешто неизречено што ја прави поезијата да биде поезија. И токму тоа е чувството дека секој збор, свака реч, одеднаш добива значење поголемо од вообичаеното. И во потрага во тој збор, всушност, мислам дека кај тебе на интересен начин се испреплетуваат едно со друго твоето искуство заедно со искуството на пишувањето. Животот станува пишување и пишување станува живот. Меѓутоа, веројатно заради тоа повеќето критичари во Србија за тебе пишуваат дека си поет со рафиниран стил, всушност дека си поет на атмосферата, на атмосферичноста, во чија поезија се испреплетуваат сликите, поетските слики и една меланхолична контемплација. Би сакал да се увериме во тоа преку читање на твоите стихови. Strepeći od celine. Nikud ne bih mogao večeras da odem van belih slapova. Avgust, a kiša je izazvala jesensku misao o suicidu. Sutra razgrejaće se biljne smole. Vreo miris doneće još letnjeg predaha.
Trgne me odnekud miris kafe pomešan s memlom napuštene seoske kuće. Gde su granice ljubavi i siromaštva? Prozor kadrira graju dece koja trče uzbrdo, vetar jako šamara zeleno lišće. Njih dvoje u zanosu, reči haotično silaze sa usana poput putnika iz autobusa u špicu. A kako u ovom letu, pod bleštavilom električnih praženja u klimatskoj nestabilnosti do trajanja, do potpunosti. Krive se tek kaplje iza kapaka okana i očiju. Sklonjeno do luje i mnoštva u privatnost, zadovoljan kao u ritualu prazničkog obedovanja ili ispijanja čaja nedeljom, da bih se primicao sigurnije po noći, ne strepići od celine, od ivica njenih oštrih, od krvi na usnama kad kapilari zidova popucaju. Стравувајќи од целината. Никаде не би можел вечерва да одам надвор од белите слапови. Август, а дождот предизвика есенска мисла за суицид. Утре ќе се загреат растителните смоли, жешкиот мирис ќе донесе уште од летниот одмор. Ме потегна од некаде мирисот на кафето измешан со мемла од напуштена селска куќа. Каде се границите на љубовта и сиромаштијата? Прозорецот го кадрира джагорот на децата кои трчаат кон ридот. Ветерот силно им удира шлаканици на зелените лисија. Тие, двајцата во занес. Зборовите хаотично се симнуваат од устните како патници од автобус во шпицот. А како во ова лето под болскотот на електричните празнења во климатската нестабилност, до трајноста, целината, се искривуваат единствено капките зад клетките на прозорците и очите. Скриен од бурата и толпата во приватност, задоволен како во ритуалот на празничното ручење или пиење чај во недела, за да и се доближам посигурно на исполнетоста, без стравување од целината. Од незините рабови остри, од крвта на устните, која капиларите на зидовите испукуваат. Iz Kapetanovog dnevnika, posvećena Seferisu. Na kormilo udario talas, a u potpolublju zrak sunca ostao kao na fotografiji. Kapetanu brodski dnevnik piše: bura je uništila topose, mornari poput galebova kriču od gladi, Homer, brodski pas, očima svetluca u spremištu, strah. Kopnu i sirene ne vide smo danima. Vetar nas je odvukao daleko, na more nezabeleženo u kartama i zvezdama. Paluba škripi od oluje i vode. Ne zna se šta je više pocepano, jedra ili naše duše. Navigator Matijos Paskalis krizira. Odlazi na jarbol među gromove i očajava za ružama. Nestaje mastila. Ovo pišem u trenu munje. Од дневникот на капетанот, на Сеферис. Врз кормилото удри еден бран, а под палубата сончев зрак остана како врз фотографија. Капетанот во бродскиот дневник пишува: бурата ги уништи топосите, морнарите како галеби крескаат од глад, Хомер, бродскиот пес, светка со очите во складиштето. Страв. Копно и сирени не сме виделе со денови. Ветрот не одвлече далеку, кон море неозначено во картите и звездите. Палубата чкрипи од бурата и водата, не се знае што е повеќе искинато, едрата или нашите души. Навигаторот Матиос Паскали се вознемирува. Заминува на јарболот меѓу громовите и очајува за розите. Исчезнува мастилото. Ова го пишувам во мигот
na molnite. San dolazi sekirama. Ostaćemo nerazdvojni poput umornog ratnika i proganjajućeg sna. Sve reke ulivaju se u isto more, u struju koja odnose ribe u pocepane mreže siromašnih ribara. Baltik je bio tuga i nerazumna čežnja, usoljeni bakalar na prazničnoj trpezi. Hladnoća steže jače od grudobolje. Mraz na oknu govori bezobličnim linijama o našim sadašnjostima, sedativima i nemoći kojoj nema kraja. Kažem ti, mi smo beskrajno složena rečenica. Odnosne klauze iznenađuju novim značenjima, prikrivenih kao iza grudne kosti. I zvuk ne navodi na srce, već dubinu ničim ispunjenog prostora. San dolazi sekirama da usitni stvarnost na pilje. Сонот доаѓа со секири. Ке станеме нераздвојни како уморен војник прогонувачки сон. Сите реки се влеваат во исто море. По струјата која ги носи рибарите во искинатите мрежи на сиромашните рибари. Балтикот беше тага и неразумен копнеж, насолен бакалар на празнична трпеза. Студот стиска посилно од болката во градите, мразот на прозорецот зборува преку безобличните линии за нашите сегашности, седативи и за немоќта на која и нема крај. Ти велам, ние сме бескрајно сложена реченица, односните искази изнадуваат со нови значења прикриени чиниш зад градните коски. И звукот не подсетува на срце, туку на длабочина од простор исполнет со ништо. Сонот доаѓа со секири да ја расипни стварноста во струготини. Каде е стварноста во атмосферата што ја креираш со пишување? Каде се пресекува кај тебе јазикот на пишувањето со јазикот на животот? Во која точка? Čim ovako oklevam sa odgovorem, znači negde da izbegavam uopšte suočavanje sa takvom tematikom, sa takvim topikom, tako, ali sam sebi nekada izgledam kao da sam sa te neke strane, onako, rekao bih malo umetničke, bipolaran, jel tako? Da, bo ta ambivalentnost nekoja u odnosu. Tako je, uvek je ta ambivalencija jako, jako zahtevna za taj život pisca, recimo. Sa jedne strane treba da prisustvujete u toj svakodnevici, da komunicirate sa prodavcima, sa službenicima, sa šalterskim radnicima, sa činovnicima, sa rodbinom, sa poslovnim partnerima i onda kada se povučete u svoje odaje i prepustite se tom činu, jel tako, pisanja, koliki onda treba da bude korak iz tog jednog jezika u taj drugi jezik. I zapravo da li je to jedan ti isti jezik koji jednostavno u ovom činu pisanja zadobija taj jedan poetski moment, a kad kažem poetski moment mislim na tu neku vrstu i metaforizacije i tih glasovnih figura, mislim na sve, na neku slikovitost, mislim na sve ono što može negde čoveku dati dosta dublju asocijativnost kada to čita,
i negde omogućiti trajanje te situacije na kraju krajeva. Ta slikovitost pesničkog jezika, slika je to ono što ostane. Ta slika i posle 100 godina, ako je vredna, možete dobiti novo čitanje i tako dalje. Ako je to tek jedan jezički banalni iskaz nastao u toj svakodnevici, on ostane samo tu, on je samo, eto, zapravo neka bespotrebno bačena reč i to je to. To pitanje jeste jako dobro, gde se ukrštaju te putanje, šta se tu zapravo desi. Postoji li nekoj ličen alef tvoj, kada se sojedinуваат site tvoji životi? Ono što je meni važno jeste da se meni taj trenutak zapravo desi u onom momentu kada imam vremena za sebe. U principu potrebno je malo dokolice, potrebno je malo, uslovno rečeno, dosade, da bi čovjek počeo da osjeća stvari. Šta je ono što mene pokrene? Ne pokrenu me toliko ljudi. Pokrene me, recimo, kosina na kojoj vidim zalazak sunca u neko prohladno oktobarsko veče dok gradom kruži onaj miris uglja. Да, длабочината на просторот е многу присутна во твојата поезија. И така е, томе... Органска поврзаност на јазикот со објектите во просторот и нивното временско оживување. Ги оживуваш безпрекорно. Da, jedan prijatelj mi kaže, pa znaš šta nedostaje tvoje poezije? Kažem, šta? Kaže, pa ljudi. Zaista, to je ono što me dodiruje, prostori, ti objekti, ne toliko ljudi, ne toliko situacije, valjda ih preko dana imam sasvim dovoljno onda da ne moram da ih pesnički negde obrađujem, ali nedostaje mi to vreme da mogu da se prepustim uživanjima, što ti kažeš, objektima. Panično mi nedostaje u ti trenuci da zaista osjetim neki trenutak prostora malo bolje. Recimo, negde stalno povremeno mi prevejava jedna slika iz detinjstva kad sam se vraćao iz škole, dobio sam neku slabu ocenu pa sam bio jako tučen i onda sam baš na zgradi video to neko povečerje, sumrak i tu jednu kosu crtu koja je faktički kao prelomila zgradu, onaj deo koji je bio u senci, skoro bio negde neprimetan, onaj deo koji je bio u svetlosti izgledao je kao da stoji nad nekim crnilom, nad nekom tamom, kao da stoji tako sveta u toj provaliji, ali postoji taj moment nekog bola dok to gledam i možda ja zapravo tim rečima hoću samo da izbacim taj bol koji je, eto, krajnje bezrazložno, neracionalno, iracionalno sišao u mene, a kako to objasniti ja zaista ne znam, ali negde su mi reči potrebni kao ta vrsta okidača da se prebacim, možda jednostavno kao da prenesem tu neku emociju koju možda više ne želim ili koja me prati na neki način na koji baš ni ne bih želeo i da je zatočim u reči, da je zatočim na nekom drugom mestu i onda je paradoksalno, jel te taj moment mi donese to osjećaj reći. Ова суштина и интересно е тоа зашто јазикот е толку жив, меѓутоа навистина функционира некогаш како одличен катанец на времето. Pa tako je, ali ajmo malo onako poldemanovski rečeno, koliko mi čitamo jedan tekst, toliko tekst čita nas i koliko ja pišem neku pesmu, zapravo ta pesma negdje ispisuje i mene. I to je ta vrsta iskušenja, pa čak i straha, kada
čovjek suoči sa tom belinom papira i dok nestaje ta belina papira, vidi negdje šta je to što leži u njemu. Nekada to ne mora da bude, zapravo i nije ni malo lepo, ni malo pozitivno, ali to je na kraju krajeva ono, to suočavanje sa samim sobom, a ono se, jel te, vrši ono preko jezika. Mi naše misli više ne možemo da ne obrađujemo putem jezika i jezik je zapravo ta neka vrsta naše osude. Ќе одиме сега да го потврдиме тоа со другите песни. Zamka. Buđenje. Osmeh dođe zavesama, potom poturiš leđa suncu, tada se ne događa ništa. Stojiš poput spomenika koji je izgubio publiku i ptice. Ali prija ta izvučenost kada su neprimetnosti donesene ovde i obasjavaju stan. Reči ne znaju šta će sa tobom. Nekako su te prevazišle i više ih ne možeš uzeti. Kraj sebe konačno ćeš biti. A javni kosci počešivaće travnjake, ti ćeš i dalje stajati okrenut leđima na kojima nosiš pržinu i mirisi trava letaće kroz osmeh kao muve u pauči. Стапица. Будење. Насмевката доаѓа со завесите, потоа му го вртиш грбот на сонцето, тогаш не се случува ништо. Стоиш како споменик кој ги изгубил публиката и птиците. Но пријатна е таквата повлеченост кога незабежливите нешта се донесени тука и го осветлуваат станот. Зборовите не знаат што да прават со тебе. На некој начин те имаат надминато и веќе не можеш да ги земеш. Крај себе конечно ќе бидеш. А јавните косачи ќе ги косат тревниците, ти понатаму ќе стоиш со свртен грб на кој носиш врелина. Мирисите на трева ќе влетаат низ насмевката како муви во пајажина. Magnetni pol. Na rovu solitera bio je golubarnik. Vlasnika sam viđao retko. Sa strašću i prilazio volijerama, ne opažajući me. Bio ćutljiv. Vratnance bi kratko zaškripala. Kontrast belina osmatrali smo sivi neboderskim klancima kako se kružno podiže u svojim tajnim dubinama tražeći magnetni pol. On ih je pratio, ja sam vežbao strpljenje duže od cigarete. Gledao sam ga i kako im prilazi dok stoje na obodu krova u povratu. Strpljivo i tiho, nežno ih je hvatao i polagao u tu kavezoliku izbu, nijednog pri tom ne odagnavši. Sedeo bih na ivici, žar je goreo do prstiju. Bravica bi škljocnula, bučni dah krila spleo se nad mojim temenom. Dim je ostajao, on i ja, poznati stranci, združili bismo se u tim daljinama. Магнетен пол. На покривот од солитерот имаше гулабарник. Собственикот го гледа ретко. Со страст се приближуваше кон птичарниците, не забележувајќи ме. Беше молчалив. Вратичето кусо ке жачкрипеше, а потоа го наблюдувавме контрастот на белината среде сивите облакодерски клисури како кружно се креваа. Во своите тајни, длабочини барајќи го магнетниот пол. Тој остануваше да ги следи. Јас го вежбав трпението подолго од цигара. Гледав и како им придува додека стојат на работ која ќе се вратат, трпеливо и тивко. Нежно ги фаќаше и ги положуваше во таа кафезолика визба, без притоа да протера ниту еден. Седев на работ. Жарта догоруваше до прстите. Бравичката ќе штракнеше. Гласното павкање на крилјата се заплеткуваше над моето теме.
Чадот остануваше тој и јас. Познати туѓенци се здружувавме во овие далечини. O hrabrosti. Nemati hrabrosti za mene bilo je lišiti se poezije. To je odricanje za uživanjem u urušavanju belina. Tamne kontemplacije u osami, depresije što kule stražare ojačavaju, odbrambeni rov sa psima gladni moguće je oprostiti jer ne postoji ljutnja. Jedino tuga prema svetu koji se divi, a uzmiče. Dobro je, kažeš, što sada postoji pripadanje koje narasta kada u refleksiji na površini kafe ne osjetiš dramu ili velšmerc, vidiš opredmećene emocije, oštre poput mesečine zimi, bezopasne lekovite. Škilji, istorije i sudbine iz tog mehura od pare i bez žala i prirodno promiju. Toplinu ćeš pamtiti preno sam miris, kao bezbednost. Sve kreće pobudom želuca, kakvu stvarnost da ne prihvatiš. U koštac uhvatiti se sa odbačenim zalogajima, to je hrabrost. A onda sa njima porušiti zloćudne naše odbrane, razarajući zidove. Dovoljno je da sa vatri idioma primam tu hostiju od otpadaka svakodnevice. За храброста. Да се нема храброст, за мене беше да се откажеш од поезијата. Тоа е одрекување од уживањето во рушење на белините, темни контемплации во осама, депресии што кулите стражарници ги прават посилни, одбрамбен ров со кучиња. Гладни, можно е простувањето зашто не постои гнев, само тага кон светот кој се восхитува, а се измолкнува. Добро е, кажуваш, што сега постои припаѓање кој нарастува кога во рефлексијата врз површината на кафето нема да почувствуваш драма или велшмелц, но гледаш опредметени емоции остри како месечина зими, безопасни и лековити. Мижуркавите истории и судбини од тој меур од пареја и без жал и природно поминуваат. Топлината ќе ја паметиш повеќе отколку самиот мирис, како безбедност. Се тргнува од бунтот на желудникот, каква стварност да не прифати. Да се фатиш во костец со испрлените залаци, тоа е храброст. А потоа, со нив да ги разрушиш злокјудните наши одбрани, разурнувачки ѕидови. Доволно е од огнот на идиомите да ја примам таа анафора од отпадоците на секојдневието. Meteš. Kada vidim sale pune ljudi, one koji stoje dok čekaju da otpočne književno veče, pomislim kako nešto nije u redu. Poeziji ne treba ta buka. Osim pesniku, ako može da živi od toga, poeziji treba čitalac u tramvaju, u vozu, na velikom odmoru đak da čita stihove. Poeziji treba slučajan susret dva zagrižena čitaoca da se bučno posvađaju oko stiha i ritam koji nas istovetno prati niz ulice, niz mračna stubište istorije i politike, da noću dolazimo prazni iz grada. Poeziji treba vera da je moguća s povratkom u metež porodice, pola i uloge. Katkad hrabrim se poluglasno. Ti si muško i poezija ti je preko potrebna. Метеж. Кога ќе видам сали полни луѓе, оние што стојат додека чекаат да почне книжевната вечер, помислувам дека нешто не е во ред. На поезијата не и треба оваа врева, освен на поетот. На поетот, ако може да живее од тоа. На поезијата и треба читател во трамвај, во воз, на големиот одмор ученикот да чита стихови. На поезијата и треба случајна средба на двајца загрижани читатели гласно да се скарат околу некој стих. И ритам што подеднакво не следи низ улиците,
низ мрачните столбишта на историјата и политиката, кога ноќе доаѓаме празни од градот. На поезијата, на поезијата, на поезијата. И треба верба дека е возможна преку враќањето во метежот на семејството, полот и улогата. Понекогаш се охрабрувам полугласно. Ти си машко и поезијата ти е повеќе од потребна. Ова е апологија на поезијата. Ова е конфликт со реалноста или она што Бродски го велеше врската помеѓу поезијата и политиката е само се буквите П и О на почетокот. Да. Ти си машко, а поезијата е женски род, барем во нашите јазици. Зошто ти е повеќе од потребна таа? Наспроти политичкото метежот на книжевните читања. To je, evo, to upravo može odlično se nadoveže na ono što smo već pričali o tome da, eto, te reči poezije imaju moć negdje da osnaže čoveka. I naravno da sam se ja tu malo ironično poigrao, kao muško si pa ti poezija preko potrebna, zapravo ono, uprkos tome što si muško, poezija ti preko potrebna, negdje mi se čini, bez obzira što su te naše figure u poezije su dominantno muške, što to je definitivno. Isto i u makedonskata, da, se žal. Da, mislim, to je izgled, to je taj Balkan i to je tako, ali i ta zapadna Evropa, i ona je relativno doskoro robovala tom modelu. Dobro, tu se menja, pa promjene i kod nas stižu, ali eto, malo kaskamo, što bi se rekao. I to jeste negdje ironija, zapravo o čemu se radi, kada slušate ljude okolo, obično čujete, eto kako je, kada je to čitanje romana postalo, čitanje poezije, to malo što ima, u tom nekom javnom mnjenju, diskursu, kao nešto što nije dobro za tu famoznu muškost, jel tako? Prećete čuti ono devojčica u srednjoj školi, preće se ohrabriti da kažu da su možda zapisale neku pesmu, neki stih, nego što ćete čuti od dečaka. Mada malo ko nije pokušao da mi nije probao da napiše koji stih u srednjoj školi, mislim da se to svima desi, ali dečaci to odbijaju kao ne, gde ja, i kao smeju se tome. I to jeste zapravo ta vrsta negdje ironije gde sam ja htio da se poigram prema tom jednom modelu kao šta je to za devojčice, šta je za dečake, sve što je emotivnije to kao nije za dečake, ili jel te neće se ostvariti taj veliki narativ ratnika i koje kakvi. Da, ta епичност koja живееме тука и некоја голема митоманија која владее на нашите простори. Тако е. Ти доста патуваш исто така. Ова, кога зборуваме така, ги исклучуваме последните 6 месеци за сите нас. И освен патувањата, зборуваме и за резиденциите, кои всушност, колку и да се статични, сепак се промене на просторот. Колку и да сакаме да кажеме дека од друга страна дека ние патуваме, сепак кога сме на резиденција имаме клуч во джебот од одреден простор кој сметаме дека ни припаѓа нам. Зошто таквите простори кои го немаат баластот, ја немаат тежината на припадност, се секогаш поотворени за пишување? Тогаш се отвараме кон просторот. Знам дека беше во Полска. И последните песни што ќе ги прочитаме всушност се врзани за тие твои патувачки искуства и твојот поглед кон
да речеме, европскиот релјеф и поетички и политички. Што ти носат тебе патувањата, дури и тогаш кога ги нема? Ako je nešto zajedničko u poeziji i filozofiji, to jeste potreba za čuđenjem. I da bi se desio taj moment da ta pesma izađe iz nas, treba malo da se začudimo. Treba malo nešto da nas pomeri, da nas šokira, i da bude neki taj aha efekat, samo što eto kod mene taj aha efekat nisu ljudi, nego kao što sam pomenuo, to su neki prostori, atmosferičnost i tako dalje, zašto je opet potrebno malo vremena. I ti neki novi, pazite, kada živimo, gledajte, u našim kućima retko primećujemo paučinu zato što smo navikli na prostor i tako dalje, ali zato ako odemo u neki novi prostor, kod nekoga uđemo u kuću, prosto ljudi će odmah da primeti kao šta fali, aha, vidite kako je neuredno ovo ili ono, pogledajte paučinu, pogledajte kako stoje cipele, nesložene i tako dalje, što znači zapravo, naravno, sve to i mi imamo, nego smo na to navikli. I da bismo mogli uopšte da obratimo pažnju, potrebno nam je nešto novo. Potrebno nam je nešto drugačije. Potrebno je da se osjeti jedan drugačiji kvalitet vazduha, pa da bude drugačiji pogled na ono što nas okružuje. To i jeste vezano definitivno za promjenu prostora. Ja bih jako voleo kada bih mogao da se lišim tog kontinuiteta svakodnevice na ovom mestu u kojem sam, da bih upravo mogao da primetim te stvari koje više ovde ne mogu da primećim. Nije to do ovog mesta, to je zapravo do mene. Ono što je zapravo, kako bih rekao, još tu bitno jeste da ti rezidencijalni boravci, na primjer, daju jedan krajnje pragmatični moment, a to je vreme. Ubeđeni ste, znate da taj mesec nećete, makar taj mesec nećete imati problem sa novcem, niko vas ne kontroliše, niko vas ne zove sa posla, niko vam ne juri rokove, ajde sad odmah, deadline ovaj, deadline onaj i tako dalje. I onda napokon kad imate vremena možete ponovo da osjećate. To je jednostavno se gubi to slepilo neizvesnosta. Isčeznula ta brzina. Da. I jednostavno da bi čovjek bio potpuni čovjek, kao to je jedno gotovo sad mitsko biće, jel tako? Potrebno je imati malo sporosti u životu. Potrebno je dobro proći kroz stvari koje nas i okružuju i kroz ljude koje srećemo. Jednostavno treba odoleti ovom instant vremenu. A to je sve ono što vam, recimo, rezidencija za pisanje da. Zamislite da imate takvu priliku, budete na jednom mestu i taj dan i naredni dan i onaj dan nakon njega i narednih još 5, 10, 15 dana, sve što treba da radite jeste ono što vi odlučite, na primjer da pišete. A интересно е што тие простори имаат собствена историја која е всушност непозната за оној што влегува таму. Исто како што на тој простор е непозната историјата на оној што почнува да пишува таму. И всушност тој диалог на непознанство меѓусебно е идеален за откривање на самиот себе си. На разоткривање на самиот себе си. И мислам таа контемплативност се чувствува, уште еднаш ќе нагласам, многу во твојата поезија, а не само внатрешна, благодарејќи на една таква чистина и контемплативност, тогаш надворешниот свет добива една поинаква визура, нешто откривање на
тоа што не може да се види во класичните туристички водечи или во атласите, онака како што да речеме Јахуда Амихај го изгради Ерусалим на поинаков начин ни своите стихови од она што го знаеме во Библијата и она што го знаеме во документарните филмови. И онака на тој начин што, да речеме, еден Трансформер изгради шведска атмосфера без ниту еднаш да спомне топоним. Би сакал на тој начин да ги прочитаме и твоите последни песни во овој разговор. Песната Полска, Не зборувам за Аушвиц и Депонија на Европа. Poljska. Ima nešto u tom sivilu, stratusima što se danima ne povlače, usamljenosti čije reči ćute kao dosadna kiša, vranama nepreglednim pod crnim krovovima Galicije. Samo su ovde tornjevi gotike crveni i zrače toplo u cišućem vrtlogu lastavica. Stambena naselja izviru iz ograde koncentracionih logora, roba široke potrošnje na rafovima u sinagogama, menore plamte u kafejima na čipkanim miljejima. Samo ovde Jevreji umeju da traju dok ih nema. Smirenje dolazi iz zidova, odlupljenih plinskih instalacija, dotrajalih, koncizne unutrašnjosti, čamovne, lica bez mimike, uporna. Samo se Marije djeve osmehuju sa kipova na raskrsnicama blaženo. Kao pregršt zrnevlja odjekuju konsonanti nagomilani. I sada pratite taj vetar koji se poput češlje gustog u polja raži zrele zavukao do niskih brišućih oblaka Baltika, nepregledno. Samo u Poljskoj sivilo ima toplinu i bol koji treba zavoleti. Полска. Знам што е Полска. Предел на мочуришта и блата. Чеслав Милош. Има нешто во тоа сивило, во стратусите кои со денови не се повлекуваат, во саменоста чии зборови молчат како здодевен дожд, во враните непрегледни низ црните покриви на Галиција. Само тука кулите на готиката се црвени и зрачат топло во пискавиот виор на ластовиците. Стамбени населби извираат покрај оградите на концентрационите логори, стока за широка потрошувачка на рафтовите во синагогите, мену плантат во кафулињата. Врз чипкани милеа. Само овде евреите умеат да постојат додека ги нема. Смиреноста доаѓа од зидовите подизлупени, од плинските инсталации до тразни, од концизните внатрешности, чемерни, од лицата без мимика, упорни. Само девиците Мари се насмевнуваат од киповите на раскрсниците блажено. Како грст зрна удекнуваат консонантите натрупани. И сега те следи тој ветер што како чешел, густ, по полињата со ршта, со зреана, наплезе до ниските итачки облаци на Балтикот, непрегледно. Само во Полска сивилото има топлина и болката што треба да се заксака. Прекрасна е таа песна, стварно. Neću o Auschwitzu. Ne fotografiši, savjetovali su me pred put. Pusti neka te obuzme, ponese. Molitveni šalovi visili su u vitrinama, nestvarni bez pokreta. Priđi sa strahopoštovanjem, slušao sam. It was fun, rekla je studentkinja iz Amerike, na izlasku dok se objektiv uvlačio u telo kamere. Svetlost reflektora cvetala je na staklu. Iza su bile tone ljudske kose. U povratku kući ljubi me djevuška, vodič u kompleksu,
Tada osjetim prašinu kako silazi joj sa odeće i kože i preuzima naš stan. Piši o tome, kaže poznanik. To je dobar motiv. Pod osvetljenjem ne bleska ni jedna čestica. Ništa. Iza staklenog fronta guraju se koferi. Posebni popusti prevoznika na povratne karte do Osvjenćima. Planina obući u vakumu, iz jednog koraka nestala. Nikada se ti džonovi nisu istrošili. U malom gradu nisam imao izbora nego čitati o Holokaustu. Sada živim u Krakovu. Svuda su suveniri. Neću o Auschwitzu. Kada pomislim na zavičaj, začutim. Не зборувам за Аушвиц. Не фотографирај, ме советуваа пред патувањето. Дозволи нека те обземе, занесе. Молитвените шалови висеа во витрините, нестварни, неподвижни. Приди со стравопочит, слушав. It was fun, лече една студентка од Америка на излезот, додека објективот се вовлекуваше во телото на камерата. Светлината од рефлекторот цутеше врз стаклото. Одзади имаше тони човечка коса. Ме бакнува дјевушка, водач низ комплексот на враќањето, тогаш чувствувам како правта се симнува низ алиштата и кожата и го презема нашиот стан. Пишувај за тоа, вели еден познаник. Тоа е добар мотив. Под осветлувањето не одблеснува ниту една честичка. Ништо. За стаклениот фронт се туркаа куферите. Посебни попусти од превозниците за повратни билети до Ошвјанки. Планината од обовки во вакуумот со еден чекор ќе исчезне. Никогаш овие ѓонови не се беа истрошиле. Во малиот град немав друг избор, освен да го проучувам Холокаустот. Сега живеам во Краков. Насекаде има сувенири. Не зборувам за Аушвиц. Штом помислам на татковината, замолкнувам. Deponija Evrope. I live on the Balkans. Govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry. Objašnjavam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista. Vetar diže rub suknje jedne preplanule Nemice, dame u godinama sa etnom ćerdanima, slušam tvrde glasove što izgovore imena zemalja čije jezike ne smem više da razumem. Montenegro, Kroacija, Bosnija und Hercegovina, Serbija. A primetna je obnova monarhije. U cvetanju Jorgovana srbijanskih varoši, feudalizam neoprostivo stiže ovog proleća. Tešim se kako trgovina ide, kako ide piraterija diskova, kozmetički proizvodi. U centru ovog malog grada, na jugu države, ubećuju me da je preko granice istok, a sve je u mešanju slogova čajniz, ciganskih i srbijanskih. Sunce je u lavi zapada naglo zašlo preko moje usne, grize mi je svraba, skupljam robu, odlazim sa trga ne okrećući se. Iza mene praska, žubori, glagolje stranci i domorodci. A ima li rešenja, sem ljubavi za Balkan, oficijalnu deponiju Evrope? Deponija na Европа. I live on the Balkans, им кажувам на туристите од Европската Унија. I write poetry. Објаснувам со што се занимавам. Кимнуваат со главата одобрувајќи пензионерите од погонот на Volkswagen во Полску. Не се сомневам. Поезијата на Балканот е екзотична дестинација
за западноевропските туристи. Ветрот го подкрива работ на здолништето на една исончена германка, дама во години со етно гердани. Слушам тврди гласови кои ги изговараат имињата на земјите чии јазици веќе не смеам да ги разбирам. Монтенегро, Кроација, Боснија и Херцеговина, Сербија. А забележлива е обновата на монархијата. Со цутот на јоргованите, на сербијанските вароши, феодализмот непростливо стигнува оваа пролет. Се утешувам со тоа како оди продажбата, како оди пиратеријата на дискови козметички производи. Во центарот на овој мал град на југот од државата ме убедуваат дека преку границата е исток, а се е во мешањето слогови Chinese, цигански и сербијански. Сонцето во лавата на западот од ненадеж зајде преку мојата усна. Ја гризам и ме чеше, ја собирам стоката. Заминувам од площадот без да се свртам. Зад мене викотница, джагори, глаголат странците и староседелците. А постои ли решение, освен љубов за Балканот, официјалната депонија на Европа? Почнавме со екзилот, завршивме со депонијата на Европа. Постои ли решение, освен љубов за Балканот, Петар? Или екзил? Evo, definitivno je da nema drugog rešenja. Ljubav je potrebna da nama ovdje na Balkanu stigne iz polja, možda kako bismo pokazali ono što međusobno pokazujemo, umemo itekako lepo da pokažemo, a to su te neke dobre, radosne, vesele stvari i da na taj način pustimo i druge da zavole nas onakvi kakvi mi jesmo, ali onakvi kakvi jesmo u celini. Negde sam ja duboko uveren i to uverenje me stiže sa godinama. Pre 20 godina sam recimo ne znam kako bih reagovao na samog sebe kada kažem kada dam to poverenje u ljubav sa svojih 20 i sa svojih 17 i sa svojih 25 godina, verovatno bih prezrivo, krajnje cinično pogledao, skrenuo pogled, smatrajući da je to itekako jedan patetičan, znate, to je onaj čak i politički korektan stav kao ljubav, kao pružiti ljubav drugima i primiti ljubav od drugih. Međutim, kako vreme protiče, zaista nema neke druge, bolje, jače energije koje može izazvati promenu. Ljubav je potrebna samo iz toga da bi se promenila. И секако пред телото да замине во екзил, тоа значи дека љубовта е во екзил одамна. Tako je, to je izgleda taj, kad kažemo egzodus, pa to nosi jedan taj traumatični prizvuk, ali nije egzodus toliko traumatičan zato što odlazimo u ljubav, nego zato što priznajemo sebi jedan taj kvalitet koji čovjek ima. A to je da može bespogovorno i nesebično da zavoli. Evo, zaista nisam očekivao da ću da imam ovakvo uverenje u svojoj 20. godini, ali izgleda kako vreme protiče kada skinemo taj jedan možda istorijski moment ironije koji je kod nas bio itekako prisutan, onda zaista čovjek počne ponovo da vraća veru u značenje te reči. Благодарам, Петар, на разговорот. Hvala tebi, Nikola,
I hvala antologu i svima vama koji ste imali strpljenje da budete online sa nama. Ja se iskreno nadam da će biti zaista neke prilike da učestvujemo svi u nekim susretima koji će ponovo biti zaista uživo. Се надевам на еден брз виртуелен екзил, бегство од виртуелноста, еден поеднаков екзил. Се надевам на една поеднаква структура на јазикот меѓу поетот и читателот. Еве, барам ако не друго, бевме на 3 простори во исто време, меѓу Струбица и Пожега, се гледаме во Скопје. Благодарам уште еднаш и до некое следно читање. Благодарам што пишуваш, благодарам што ни ја додели Срекната Република. Hvala i vama još jednom.